Пандемијата на COVID-19 комплетно го промени нашиот живот, кој до почетокот на 2019 година имаше динамика на која што едва и успеавме да и се вратиме во целост, но во меѓувреме радува и тоа што отсуството на нови мерки и падот на бројот на новозаразени со COVID-19 ни дава можност да го вратиме старото темпо на живење. По 2,5 години во главниот град се враќа, барем за мене, еден од омилените настани инклузивните забави, овој пат под наслов Играме заедно, за кој детали дознаваме од нашиот гостин, пријател на утринската програма Денис Јанкуловски. Денис, добро утро. Добро утро. Добре дојдовте во Македонија наутро. 2,5 години зборувавме само за пандемија. Да, доста веќе. Бидејќи бевте вклучени во таа приказна. Да. Доста е веќе. Точно. Конечно, мерки немаме, бројот на заразени опаѓа 75 вчера. Видов што е добро, некаде на залезот сме. Па да, тоа ветува, да, апсолутно, и можеме веќе послободно да зборуваме и да се организираме за вакви забави. Ајде да се организираме за Играме заедно, уште една можност да покажеме дека различностите не само што не не разделуваат, туку ни даваат можност и да се обединиме, и да играме заедно, и да направиме забавата поубава. Точно, и да научиме нешто Апсолутно, ново, да. и да стекнеме нови пријатели. Играме заедно инклузивна забава на школка, трета поред како што ја организираме, е замислена како една голема, една огромна игротека, значи ќе има многу активности на лице место, просторот ќе биде зафатен. Има, не знам, има неколку игри, има музичка работилница, има ликовно катче, ќе има и така наречено, ние си го играме тоа забно катче, каде што ќе дознаеме, нели, ќе научиме нешто, ќе повториме за оралната хигиена. Потоа ќе има на сцената ќе имаме доста настапи, ќе биде многу интересно, ќе учествуваат многу наши гости, наши пријатели, но и нови некои што стекнавме. Целта е да токму тоа што го кажавте на почетокот, значи да докажеме и да покажеме, нели, како и секогаш, дека сите деца сакаат да растат и да играат заедно, затоа што секогаш играта кога е заедничка, кога едноставно не правиме никакви разлики, туку ги вклучуваме сите деца, сите лица кои што можат да играат, на оној начин на кој што тие можат да играат. Значи, едноставно ги приспособуваме на некој начин активностите. Тоа е тоа зашто едноставно сакаме и тие да бидат дел од настанот и затоа е тоа. Верувам она што го споменавте, дека целта на самиот настан е всушност да се почитуваме, да се прифатиме меѓусебно онака какви што сме и всушност да бидеме заедно. Ќе се согласите со мене, само таквиот став може да направи нашиот свет да биде поубаво место за живење. Дефинитивно, тоа е основата, тоа треба да биде водилка на секого. За жал, веројатно не само кај нас, насекаде таа борба некако долго трае и може би се уште ќе трае, меѓутоа затоа ние од една страна, да речем, помагатели на родителите, на семејствата, каде што има некоја атипично заедно со нив, треба да бидеме и да сме, всушност сме многу погласни, со цел таа убавина, тоа нормално едно здраво општество да дојде многу побрзо од колку што, нели, чекаме. Овие фотографии кои што во моментов ги гледаме се всушност инклузивните забави кои што се организираа пред почетокот на пандемијата. Убави урбани настани кои му даваа поинаква димензија на главниот град, каде што уште еднаш заедно покажувавме и докажувавме дека и лицата со различни попречености и оние без можат да функционираат. Да, апсолутно, тоа е тоа. Тоа е заедничкиот момент, затоа и ние сите настани што ги правиме, без разлика дали е на школка, дали се работилници, дали во... Извини. И влијае на разбивање на стереотипите и предрасудите за лицата со попречености. Се додека не знаете како функционира или како живее лицето со попреченост во ваша близина, не можете да имате реална слика за тоа каков е нивниот живот. Точно, тоа е еден од оние моменти кои што секогаш и јас ги потенцирам и веројатно повеќето ги потенцираат, дека ние тоа лице со попреченост не треба да го гледаме она што не може да го направи. Значи, ако е во количка во ред, може да не може да игра фудбал, може не може да шутира, меѓутоа може од страна да биде, може тренер да биде, може судија, може да навивач да биде, значи било што. Едноставно ние треба да ги гледаме лицата или да ги пронајдеме заеднички со нив, нели, во разговор со нив, со нивните семејства, да дознаеме што лице тоа може да направи. Дали е лице со аутизам, кое што дознавме дека знае да свири на виолина, или знае да пее, некој друг знае нешто да направи, некој да рецитира, некој да црта. Значи, едноставно, ние треба заеднички, треба желба да имаме да го дознаеме сето тоа. Основното е желбата, иницијативата и предрасудите да ги тргнеме,
со цел да дознаеме многу повеќе за попреченоста, односно, нормално, нели, сепак да дознаеме, тоа е реалната состојба, но и да знаеме како ние можеме да се вклучиме во животот на тоа лице да го вклучиме во нашиот живот и заеднички да направиме нешто. Да, и максимално да ги искористиме нивните потенцијали. Затоа што навистина имаат потенцијали. Еве се среќаваме во овие неколку години, не само јас, сигурно и вие се среќавате барем со едно лице, се извинувам, кое што знае и може нешто да направи. И вистинска инспирација денес. Да, апсолутно, Кога гледаш дека некој има попреченост, а например прави прекрасни слики, црта, тогаш ќе си речеш, чекај, значи зашто јас да мислам дека не може тоа лице или не можам јас? Ќе пробам, ќе се обидам на крај крава или заеднички. Да, тоа е тоа. Аутизам МК е здружение кое што почна со многу амбициозни планови, но се чини само што земавте замав, почна некако пандемијата на COVID-19 и сопре се. Која е точката од која што сега продолжувате и ве вратили неколку чекори назад самата здравствена криза? Кризата сегде делуваше, за жал, прекин направи од некои 2,5 години, што и не е мал прекин од една страна. Меѓутоа, организирајќи го, планирајќи го овој настан, играме заедно, ние уствари видовме дека не само што не се вратиме, него како да отидовме еден чекор или многу чекори понапред, со оглед на организацијата, со оглед на институции, фирми кои што се приклучија, волонтери, индивидуалци, има премногу. Сега, нели, нормално криво ни беше на сите што едноставно не можеме да се дружиме, меѓутоа јас искрено кажувам, а тоа беше договор, нели, со сите, едноставно треба сите да бидеме слободни дека е овој момент да се дружиме, односно можеме да го направиме се тоа. Овие настани овие настани се всушност во април ги правиме ние, затоа што е април месец на аутизмот, денот на аутизмот е тогаш, меѓутоа од тие причини, од ова вештеркава што едноставно не е. Ајде да си заминува, да. Да, затоа си заминува и затоа веќе можеме да кажеме, така да мислам дека, како викаат, како оние во филмовите, ќе излеземе многу посилни и појаки. До пред 2-3 години, ајде да кажеме до пред почетокот на пандемијата, често се гледавме на оваа тема и зборувавме за тоа дека многу повеќе треба да се прави за лицата со попречености, во насока на тоа дека треба да им се даде помош и поддршка, нормално да функционираат како и ние, да ги задоволуваат основните човечки потреби. Точно. Тоа не е ништо екстра. Да. Но мојот впечаток е, коригирајме ако грешам, дека имаме чекори позитивни во насока на почитување на Конвенцијата на правата на лицата со попречености во пракса. Да, има, не дека нема. Уште, да, ние знаете како, нели, ние сите сакаме и секогаш без разлика дали се работи за лицата со попреченост или за друго нешто, не сакаме сето тоа да биде севкупно, нели, да не биде поединечно. Дека ете кај Дени се успеано, кај некој не е успеано. За жал тоа е проблемот, еден од големите проблеми кои што се сочуваат семејствата, затоа што некако индивидуално се решаваат работите и се сведува на добрата волја на или некој градоначалник, или некоја општина, или некој училиште. Значи, сето тоа треба да биде севкупно. Треба државата да застане всушност зад сите нив и државата да им овозможи токму тоа што кажате, значи едноставно да ги почитуваат нивните основни права, како едноставно и да ги уживаат тие се она што ужива секој друг. Како најверојатно јас и во разговор со родителите, меѓутоа и оно што го читаме дека еден од најгорливите проблеми моментално се асистентите, особено во средните училишта. Да, за тоа веројатно треба многу повеќе. Мислам дека е основно да има слух државата, да ги слуша овие родители, да излези во пресред, колку што може, во разговор со родителите. Недоволен и нивниот број од оние информации кои што ги имаме? Па нема едноставно. Говори државата и со образовни. Да, има проблеми, има некое подобрување во тој поглед, колку што јас слушам сега во основното училиште, односно тој ресурсен центар Иднина. Може да има по други да не испадне, може да не сум недоволно информиран, што е добро од една страна, меѓутоа од друга страна, нели асистентите кои што добиваат минимални средства од државата, некои добиваат од државата, некои од општината, некои од градот и каде го бараат чарето, го бараат надвор, како и многу други, за жал. Така да тука треба многу поголема комуникација меѓу родителите и државата. Државата треба да слуша, ништо повеќе и да им излезе во пресед, затоа што родителите не прават проблем, тие не викаат, не ги носиме децата во средно училиште, а задолжително е средно училиште. Се снаоѓаат во моментов. Мислам, голем дел од нив се оставени на себе да се снаоѓаат. Да, меѓутоа не успеваат и проблемот само им се наталожуваат проблемите кои што ги имаат
од почетокот, веројатно со години. Кога веќе говориме на оваа тема, во објава на вашата Facebook страна најавица дека барем на овој настан кој што ќе се случува викендов, нема да има недостиг од асистенти, има огромен број на стручни лица кои што, како што наведовте, знаат како треба со децата. Од друга страна, што е она што секој еден од нас може да направи токму за поквалитетен живот на лицата со попречености? Секој треба прво да се запознаеме, да дознаеме. Сите имаме во блиска или подалечна средина, дали во семејствата или подалеку, имаме некое лице, сигурно познаваме некое лице со попреченост. Треба да се запознаеме со тоа лице, со семејството, да дознаеме прво за состојбата или болеста, нормално така и директно ќе дознаеме. Треба да видиме, да разговараме со родителите, со тоа лице, ако е повозрасно, како можеме ние да помогнеме, што можеме да помогнеме и максимално да се дадеме себе си. И после тоа, значи, заеднички со тие семејства, заеднички со тие лица, да бидеме многу погласни, колку што можеме, нели, секој на некој начин може да помогне, никој не знаеме додека не прашаме како можеме да бидеме помош. Зема залез Сдруженијето во моментов, такво ми е чувството. Да, апсолутно, мене многу ме радува затоа што искрено да кажем, кога го планиравме настанот и нели се уште она короната беше, па не знам па како ќе биде. Меѓутоа мислам дека ние бевме готови уште во август, буквално, готови во смисла со организација со се, а потоа секојдневно растеше бројот на фирми, пак ќе кажам да имаме преку 40 фирми кои што секој на свој начин се вклучи во организацијата, во помошта. Имаме преку 150 мислам волонтери кои што ќе бидат, а и секако секој кој ќе дојде, кој сака на лице место да биде волонтер, нема да биде одбиен. Асистенти, како што спомнавте, имаме многу, така да многу ќе биде многу интересно мислам. Сонце ќе имаме. Да, јас. Тоа е најважно. Јас не ни го пратам, така да знам дека ќе биде сонце ќе имаме, така? Да, викендот дефинитивно резервиран за сонце. Знаеме, да. Се е позитивно, така да во секој случај се оди во прилог, да, се оди во прилог. Ќе се склопи се. Да. Така да тоа ги очекуваме сите дечиња. Немаме ограничен број, значи бројот е неограничен. Возраста, секој дете и секој што се чувствува како дете може слободно да дојде. Во колку часот? Во 11 часот, од 11 часот почнуваме до 14 часот, значи ќе биде, верувам дека ќе биде многу интересно, многу забавно. На кратко само нема да одзема многу време, што е основно за дечињата кои ќе дојдат на лице место, кои ќе дојдат на настанот. Секој детенце ќе си добие еден ваков флаер. Ние тоа го викаме како некоја влезница во големата игротека, значи како во фабриката на чоколадо на Чарли како беше. Влегува внатре, си учествува. Каде и да учествува, што и да направи, макар и еднаш да шутне топка, не е битно, си добива печат на задната страна, со овој печат на крај, оди и си подигнува сладко-солена награда и може да уште нешто, така да ете и вие може да бидете деца. Се погледнавме со Никола кога станува збор за сладко-солената награда. Знаев каде е најинтересното, да. Да, тоа е воглавно тоа е настанот е заедно. Тоа е најбитното, заедничкиот момент. Да, верувам дека што поголем број на граѓани ќе ви се придружат на настанот и уште еднаш ќе дадат поддршка кон она емпатија и секако поддршка на лицата со попречености со цел подобро интегрирање во нашето општество. Да, затоа што само така имаме заедничко здраво општество. И само така имаме и дневно на крај. Да, дефинитивно и мора многу сите заеднички погласни да бидеме и државата нормално да слуша многу повеќе. Се надевам дека ќе биде така. Денис, благодарам за гостувањето. Ова нема да е секако последното. Во периодот кој што следува ќе промовираме и дополнително активности кои ги има Сдруженијето. Благодарам за ова. Благодарам за поканата.